Кратки најави за денешниот дневник. Финансиската состојба на јавните предпријатија во Охрид е далеку од стабилна, сметаат опозицијските советници. Над 15.000 туристи од Холандија и Англија резервирале одмор на Охридското езеро. Незаконска исплата на гарантирана минимална помош и социјална пензија на 40 лица во Охрид и 32 во Струга. Нова опрема и методи за брза и прецизна молекуларна детекција на респираторни вируси и бактерии во Центар за јавно здравје Охрид. Путин уште 6 години ќе биде на чело на Русија. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во вторник над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Локално на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров и во југоисточна Европа со услови за слаби и локални врнежи од дожд, а на југ од Скандинавија со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и посвежо со пад на дневните температури. Во јужните и источните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 19 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и постудено со пад на температурите. Во вечерните часови врнежите ќе престанат, облачноста ќе се намали и ќе превладува претежно ведро време со локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -2 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 15 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно, ветровито и нестабилно време со врнежи од дожд. Во вечерните часови врнежите ќе престанат и ќе имаме постудено време со пад на температурите. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната до 9 степени. Во Охрид во среда студено утро со температура од -2 степени. Во текот на денот сончево и потопло време со максимални 11 степени. Во четврток и петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -2, односно 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 13 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Финансиската состојба на јавните предпријатија е далеку од стабилна, сметаат опозицијските советници. Посочуваат дека огромни средства за субвенции им исплатува општината за плати за вработените и подмирување на тековни трошоци, а не за да се развиваат и да го зголемуваат квалитетот на услугите кон граѓаните. Од општина Охрид пак велат дека новите раководства на предпријатијата ги намалиле трошоците од работењето и се вложуваат напори за финансиска консолидација паралелно со вложување во основни средства. 41 милион денари им исплатила општина Охрид на јавните предпријатија во 2023 година. Водовод добил 22 милиони денари субвенција, Охридски комуналец 6,5 милиони, Градски пазар 5,7 милиони, 5 милиони за нискоградба и 1,8 милиони денари за градски гробишта. Општината ги субвенционира јавните предпријатија не за модернизација, туку за да можат да исплаќаат плати на вработените и да ги покриваат тековните трошоци во работењето. Нивната финансиска состојба е далеку од стабилна, сметаат опозицијските советници. Откако повисоките цени не успеа да подобрат финансиската стабилност и состојба на јавните предпријатија, најверојатно неминовно беше за општината да ги даде тие субвенции, а веројатно и корисно затоа што на тој начин ги заштитуваше веројатно и сопствените средства од извршните решенија со тоа што ги наменуваше за субвенции. Меѓутоа и ваквата состојба не може и не доведе до констатација дека ние имаме финансиски стабилни предпријатија во добра кондиција. Напротив, ситуацијата е горе-долу иста, различна од предпријатие во предпријатие. Очекувано добра е состојбата во јавното предпријатие Билјанин извори со оглед дека цената на паркингот поскапе, а предпријатието нема трошоци за одржување на паркинг местата, вели Ангелоска и додава дека и понатаму ова предпријатие остварува најголем дел од своите приходи од паркинг, сидриште, пристаниште и пајакот, наспроти основната дејност стопанисување со спортските објекти. И на јавното предпријатие Градски пазар основен извор на приходи е од надоместок за урбана опрема, куќарките и реквизитите, наместо од стопанисување со зелениот пазар. Тоа она што имам забелешка и кое што навистина го критикувам е што напишале дека предпријатието доживува позитивен тренд, а спасот ќе го бараат во зголемување на надоместокот од урбана опрема. Па сега се запрашува, може човек да се запраши, ако летото едва и пречекорувавме и поминувавме по улицата крај кеот Македонија, дали годинава ќе треба само да го ќе биде полесно да го препливаме кеот, доколку тие стават повеќе куќички, реквизити и што уште не.
И покрај субвенциите и зголемувањето на цените на услугите, градски пазар ја заврши годината со загуба од 2 милиони денари. Јавното предпријатие Охридски комуналец ја заврши 2023 со двојно поголема загуба од претходната година, односно со 12 милиони денари. Јавното предпријатие Градски гробишта се 1,5 милиони денари во добивка, но имаат 3,4 милиони денари обврски кон добавувачите, а цената на услугите за гробните места и грубарина беше најмногу зголемена. Јавното предпријатие Водовод ја заврши годината со добивка, но она што треба да не загрижува е што кај сите предпријатија растат обврските кон добавувачите, посочува советничката Ангелоска. Во јавното предпријатие Водовод се додека не се преземат мерки кои што ќе доведат до намалување на загубата на водата, осовременувањето на самото предпријатие, ние за многу брзо ќе поминат 3 години и повторно можеме да очекуваме дека регулаторна комисија ќе ја зголеми како што го направи тоа и сега и претходно, не само во овој мандат, која што ја зголеми и цената на водата и не треба да не е целта да се прикаже завршната сметка позитивна, а за таа позитива да стојат големи долгови на јавното предпријатие и ништо не направено во однос на основни средства, модернизација и намалување на загуба на водата. Јавните предпријатија се соочуваат со потешкоти и граѓаните знаат дека за тоа многу влијаеше енергетската криза и зголемувањето на минималната плата поради што трошоците им беа драстично зголемени. Општината е основач на тие предпријатија и ќе продолжи да ги субвенционира се додека има потреба за тоа, вели секретарот на општината Александар Китески. Доста голем дел од работите кои што ги изведуваме на територијата на општина Охрид ги изведуваме токму преку јавните предпријатија, се со цел да бидат рентабилни, да можат да исплаќаат плати на вработените и да можат да и покриваат нивните трошоци. Не се согласувам дека се во иста ситуација како и претходно, затоа што во споредба со овие 2 години, во споредба со претходните години владење на СДСМ, има и тоа како голема разлика во начинот на управување на јавните предпријатија. Тоа може да се види од завршните сметки, каде што драстично се намалени буквално трошоците на сите јавни предпријатија. Китески вели дека цените на услугите на јавните предпријатија не биле значително зголемени и тие тешко остваруваат позитивен резултат од работењето. Потенцира дека значајно е тоа што голем дел од трошоците се намалени од страна на новите раководства во однос на големата загуба која прикажа Охридски комуналец. Китески со објаснување. За прв пат после толку години, согласно Законот за јавна чистота, приходот што јавното предпријатие го прикажувало од јавна чистота како приход на јавното предпријатие, а тоа не е согласно закон, тоа е приход на општина Охрид, сега фактички не е сметководствено евидентиран како приход на јавното предпријатие и затоа и загубата таму е поголема. Како што објасна и директорот, доколку и тој го правил истото што го правеле претходните директори, нема да беше загуба, него ќе беше можеби и во добивка. Меѓутоа сите директори на јавни предпријатија пред се водат од законската регулатива, а зошто претходно било поинаку, тоа треба да испита некој друг. Китески вели дека паралелно со напорите за финансиска консолидација на предпријатијата оди и процесот на вложување во основни средства. Во текот на изминатите 2 години биле инвестирани 15 милиони денари за механизација за нискоградба. Јавното предпријатие Билјанин извори има инвестирано во спортските објекти и во бушотини за вода, со што веќе нема трошоци за вода кои порано изнесувале и до 3 милиони денари. Она што беше план на тоа исто јавно предпријатие Билјанин извори по однос на поставување на фотоволтаици, беше неостварливо од причина што во 2019 година спортската сала Билјанин извори, покрај тоа што е објект изграден од страна на општината, собственост на општина Охрид, со средства на граѓаните на општина Охрид, државата го имаше запишано во собственост дека таа била собственост, што е апсолутно небулозно. Нешто што го направила општината да го запише во своја собственост владата. Ние неколку пати имаме реагирано, имавме средба со генералниот секретар на владата, дека тоа е погрешно и дека треба да се врати објектот на општина Охрид или на јавното предпријатие Билјанин извори, меѓутоа со оглед на тоа што таму немаше никаков одговор, ние пред месец и пол имаме поведено и судска постапка со која што ја тужиме
Република Македонија за утврдување на правото на собственост на тој објект и конечно да го вратиме онаму каде што треба да биде, во собственост на општина Охрид. Шом го ја завршиме таа постапка, ќе може да се реализира, да речеме, и овој проект. Се работи тимски во предстојниот период да се подобри финансиската кондиција на јавните предпријатија, како што тоа беше случај со одблокирањето на сметката на нискоградба после долги години, уверува секретарот на општината. Над 15.000 холанѓани и англичани само преку тур операторот ТУИ веќе резервирале одмор на брегот на Охридското езеро. Од средината на април и почетокот на мај започнуваат субвенционираните и чартер летовите на Охридскиот аеродром. Се очекува плодна туристичка сезона. Од средината на април започнуваат чартер летовите на Охридскиот аеродром. Од месец мај и субвенционираните летови од Холандија и Англија. 13 години поред холанѓаните се најредовните туристи на брегот на Охридското езеро. За нив туроператорите добиваат субвенции од 65 евра по лице. Плановите се оваа година да имаме сезона нешто поуспешна од минатата. Планирани се 4 летови од Амстердам кои што ќе летаат на, ако зборуваме за холандските гости, ќе летаат на Охридскиот аеродром и исто така ќе имаме 2 организирани летови од Манчестер со гости од Велика Британија, а секако и останатите туроператори кои што се најавени ќе бидат тука, така да очекувам да имаме една добра успешна сезона. Само преку туроператорот ТУИ, над 15.000 холанѓани и англичани веќе резервирале одмор на брегот на Охридското езеро. Се очекува плодна туристичка сезона. Очекуваме да дојдат негде околу 10 до 12.000 холандски гости за ова лето, така да плюс, да кажам, неофицијално едно 2,5 до 3.000 гости од Велика Британија, значи све заедно околу 15.000 туристи ќе дојдат само со туроператорот ТУИ кој што ќе дојде на Охридскиот аеродром. Сега тука ако помножиме по 7 и 10 ноќевања, ќе добиеме некоја убава бројка. Според Државниот завод за статистика во јануари годинава најбројни биле туристите од Турција, по нив од Србија, Грција и Албанија. Бројот на домашните туристи во однос на лани е зголемен за 3%, а бројот на странските бележи пораст за 15,5%. Над 2200 корисници во државава, од кои во Охрид 40, а во Струга 32 лица, незаконски примале гарантирана минимална помош и социјална пензија, обзнани денеска министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски. 2252 незаконски исплаќања биле направени на сметките на корисници на средства за гарантирана минимална помош, со што е направен милионски криминал во Министерството за труд и социјална политика преку злоупотреба на системот за социјална заштита и незаконско и противправно исплаќање на овие средства, обзнани денеска министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски. За појаснување на ситуацијата за јавноста се работи за над 2200 корисници кои примале гарантирана минимална помош и социјална пензија и пријавиле дека не поседуваат возило, а според евиденцијата на МВР тие се сопственици на такво превозно средство. При вкрстување на базите на податоци месеци наназад, кај овие лица во системот стои дека имаат возило, меѓутоа не објаснива како службите не постапувале по однос на истото, со што се продолжила исплатата на парични средства, со што се предизвикала милионска штета на буџетот на Министерството. Имаме првични сознанија дека забележана е и ретроактивна исплата на средства за повеќе месеци наназад, што отвори голем сомнеж за извршени злоупотреби во институциите под надлежност на Министерството за труд и социјална политика, појаснува министерот Велковски. Манипулацијата е системска, а во неа најверојатно биле вклучени повеќе лица, смета Велковски и информира дека е започнат вонреден инспекцијски надзор со цел откривање на сторителите позади овој, како што вели, милионски криминал во Министерството за труд и социјална политика. Како што и претходно појасни министерот Велковски, вкупната бројка на детектирани злоупотреби е за 2252 лица, од кои во Охрид за 40, а во Струга за 32 лица. Во Центарот за јавно здравје Охрид е набавена и инсталирана нова опрема за брза и прецизна молекуларна детекција на респираторни вируси и бактерии, причинители на респираторни инфекции.
Во микробиолошката лабораторија на Центарот за јавно здравје Охрид започна тестирање на молекуларно ниво со мултиплекс RT-PCR технологија на вирусни и бактериски причинители на респираторни инфекции. За разлика од имунолошките техники базирани на детекција на антитела кои се развиваат после одреден период 7 дена по инфекцијата, молекуларната технологија е погодна за детекција на акутни состојби на инфекција, при што само за неколку часа се добиваат резултати за горно и долно респираторни инфекции причинети од атипични бактерии кои може да предизвикаат пневмонија, уште наречена и атипична пневмонија. Продолжуваме посветено да се грижиме за здравјето на нашите пациенти, вложувајќи во нови дијагностички методи за микробиолошка анализа на хуман материјал во согласност со светските трендови и стандарди, вели директорот на Центарот за јавно здравје Охрид Сашо Точков. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Интернационалната полициска асоциација регион Охрид и локалниот совет на млади при општина Охрид. Интернационалната полициска асоциација регион Охрид и локалниот совет на млади при општина Охрид денеска потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот што го потпишаа председателот на ИПА Охрид магистер Стефан Димовски и Игор Јосифовски, председател на локалниот совет на млади, е знак за меѓусебно пријателство со цел јакнење на комуникацијата меѓу двете страни потписнички и воспоставување на системска меѓусебна соработка на едукација на теми од областа на безбедноста. Според Стефан Димовски, меморандумот за соработка има цел воспоставување и промовирање на партнерска соработка на полето на едукација на теми од областа на безбедноста, поттикнување на младинскиот активизам на безбедносен план со цел јакнење на нивната безбедносна култура, поттикнување на младите за поефикасно и поефективно учество во едукативни безбедносни проекти и кампањи. На пригодната свеченост, председателот на локалниот младенски совет Јосифовски рече дека потпишаниот меморандум со Интернационалната полициска асоциација регион Охрид значи поддршка на младите за унапредување на младинското организирање корисни практични тематски работилници од областа на безбедноста, јакнење на младинските компетенции и знаење од безбедносната сфера и практична настава од интерес на младите и секако на членовите на локалниот совет. Да погледнеме кои настани ги пренесоа странските новински агенции. Свето денеска. Владимир Путин уште 6 години ќе остане на чело на земјата до 2030 година. Тој на изборите освоил околу 87% од гласовите. Излезноста изнесувала 74%, највисока во историјата на председателски избори во Русија, а на далечниот исток на земјата и во украински Донецк наводно имало преку 95% излезност на гласачите кои гласале за реизбор на Путин. Според руските власти немало поголеми пречки во изборниот процес, но независните наблюдувачи од организацијата Голос забележале преку 1600 нерегуларности. Организациите за човекови права велат дека се поднесени преку 60 кривични пријави. Од гледна точка пак на руското раководство, изборите биле попречувани само од странство. На Украина и САД им се префрлаат сајбер напади. Наводно имало преку 8 милиони напади од почетокот на годината врз страниците на Централната изборна комисија. Путин во своето обраќање уште доцна синоќа со порака дека Русија се обединува и му се заканува на Западот исто како и на Украина, додавајќи дека сите нивни грандиозни планови без дилеми ќе бидат реализирани и по секоја цена сите цели ќе бидат постигнати. На Балканот се гради најголемата воена база на НАТО во Европа. Започна изградбата во Романија на мегапроектот вреден дури 2,5 милиарди долари, пренесува Euronews. Ова всушност ќе биде проширување на веќе постоечката база на воздухопловството на Романија во близина на Црното море и ќе се протега на 2800 хектари. За да можат НАТО трупите и воената опрема да имаат апсолутно се што им е потребно, ќе се прошират и градат нови писти, хангари за авиони и хеликоптери, поголем број магазини за оружје, гориво и сета можна опрема, а ќе се градат и нови училишта за потребите на војниците и нивните семејства, градинки, продавници и болници. НАТО одлучи значително да го зголеми своето присуство во Источна Европа откако Русија ја започна инвазијата на Украина. Улични протести во Куба поради недостиг од храна, струја, гориво и лекови, пренесоа британските медиуми. Демонстрантите во Сантијаго, вториот град
поголемина во Куба, извикувале храна и струја, бидејќи во многу кубански провинции прекинот на струја траел 18 часа на ден, па и повеќе. Жител кој сакал да остане анонимен за агенцијата АФП изјавил дека струјата била вратена во градот подоцна во текот на денот, а пристигнале и 2 камиони со ориз. Кубанскиот претседател го потврдил протестот на социјалната платформа X и повикал на атмосфера на смиреност. Протестите во Куба се исклучително ретки, но почнаа да се појавуваат во последните години поради економската криза на островот. Уставот на земјата од 2019 година им дава право на кубанците да протестираат, но законот што поконкретно би го дефинирал тоа право е блокиран во законодавниот дом. Нападната полициска станица во париското предградие е Ла Курнев. 9 лица се уапсени во судирите помеѓу младите демонстранти и полициските сили, изјавил началникот на париската полиција. Причината за протестите е смртта на еден млад човек минатата недела кој не успел да го запре својот мотор откако полицијата го застанала. Полициското засилување брзо ги вратил редот и безбедноста на протестите, изјавил началникот. Безбедносните прашања се од огромно значење за француските власти поради одржувањето на Олимпијадата во Париз, што треба да започне на 26 јули. Убер се согласи да плати 178,3 милиони американски долари или 270 милиони австралиски долари за да се реши спорот со таксистите и изнајмените возачи во Австралија кои велат дека изгубиле заработката поради апликацијата на компанијата Uber за закажување на возење, објавила адвокатската фирма која ги застапува австралиските такси компании и нивните возачи. Колективната тужба во име на 8.000 сопственици на такси компании и возачи била поднесена во 2019 година, а исходот е еден од најуспешните судски процеси против Убер и една од 5 најдобри спогодби во австралиската правна историја, соопштиле од адвокатската канцеларија. Во тужбата таксистите тврделе дека изгубиле приход кога гигантот за возачки услуги Uber агресивно влегол на австралискиот пазар. Од компанијата Uber пак во соопштението за медиумите велат дека за разлика од пред 10 години, денес услугите на Uber се регулирани во секоја држава и владите го препознаваат како важен дел од националниот транспорт, донесувајќи поголем избор и подобри искуства за потрошувачите, како и нови можности за илјадници работници. Uber е со седиште во Сан Франциско, основана во 2009 година и работи во околу 70 земји и повеќе од 10.000 градови низ светот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.